Воздушна бања или лекувалиште, летувалиште или викенд оаза. Добар ден од Дојран, дестинација која станува се попопуларна меѓу домашните и странските туристи, место за кое допрва се погласно и се позвучно ќе се слуша. Колку европска перспектива има оваа општина близу до најјужната точка во Македонија? Кои ќе бидат придобивките за Дојран од членството на Македонија во Европската Унија? Што му недостига на ова место со одлична клима и природни убавини, за да биде европско според сите нишани? Дилеми за денешните гости на седмата станица од ЕУ караванот низ Македонија. Снежана Сарамандова од Фондацијата Аполонија. Добар ден. Добре дојдовте. Градоначалникот на Дојран Борча Стамов. Добре дојдовте во Дојран. Благодарам. И господинот Лазо Атанасов, директор на Арт фестивалот Дојрана. Добар. Дами и господа, пред да ги слушнеме вашите ценети ставови, да слушнеме што на оваа тема мислат луѓето, жителите од Дојран. Што му фали на Дојран за да биде рамо до рамо со оние европски туристички места? На прво му треба една голема реклама. Бидејќи Дојран не е само туристичко место со вода, него он е и воздушна бања Дојран. Преку зима, преку лето има Дојран воздух кој се соединува со континентална и приморска клима. Еве едно риче заврце позади, тој риче го дели со приморската клима. Затоа Дојран треба малку реклама. Приоритет се плажите, да се дотерат плажите, да се уредат како што треба, со лежалки, со чадори, со песок уредување и тоа е. И одржување преку целата сезона која трае околу 2 месеци. Убаво. Дојран е секогаш убав за мене. Што е со инфраструктурата? Со инфраструктурата мислим дека ќе се подобри. Одиме напред и ќе се подобри. Мислам дека Дојран заслужува и да има ова година повеќе туристи. Дојран е за овие 3 до 4 години ликот на Дојран е променет. Не е како што беше пред 10 години и порано. Сега е Дојран со нов лик и нормално треба да има повеќе туристи. Да биде повише чисто, да биде повише средено и така. А вака си е се убаво. Природа си е природа. Сега има и добро вода, понапред немаше вода. Ние доваѓаме со години овдека. Колку често доаѓате тука во Дојран? Па, неколку пати годишно. Што е она што му фали на Дојран за да биде рамо до рамо со европските туристички места? Плажите да се подсредат. Тоа, друго има природна убавина. Па многу му фали, ама ако продолжи со ова темпо како претходниве години, можеби за некоја година ќе биде подобро. Да се обрне повеќе внимание на плажите, затоа што пред се тие привлекуваат туристи. Почитувани гледачи, повелете, вклучете се и вие во денешната емисија преку нашиот Facebook профил ЕУ Караван низ Македонија. На тарасата во хотелот Романтик овде на брегот на Доранското езеро е и публиката која ја следи емисијата од блиску, секако предвидени се минути и за нив. Стамов, дали побрзо ќе го однесете Дојран во Европската Унија или пак ќе ги донесете европејците во Дојран? Би рекол, европејци денес живеат во Дојран и денес европејци доаѓаат во Дојран, а Дојран ќе влезе во Европска Унија или во Европа со влегувањето на Македонија во ЕУ. Мислам дека тоа е процес што
тече и што нема враќање назад, а Дојран само би можел да добие со влегувањето во Европа. Не достига само реклама. Како што рече Да, од еден анкетата. господин во анкетата. Па веројатно да. Треба поголема промоција, се трудиме ние како општина да се чуе повеќе за Дојран, да се промовират и другите туристички содржини кои ги имаме освен езерото, лековитото езеро. Верувам дека му предстои добра иднина на Дојран. Атанасов, колку културните манифестации се магнет за туристите и умееме ли ние да направиме една таква според европските стандарди? Како не? Ја еве ќе ви кажам, на пример, за прв пат сега се организира овој меѓународен арт фестивал Дојрана, кој што има 3 дисциплини, значи содржи класика, естрадно пење со кореографија и фолклор. Ние како, значи, прв пат се организира, а веќе имаме 260 учесници. Тоа е една огромна бројка од 5 држави. Тука ни доаѓа, значи, од Русија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Косово и нормално од Македонија. Таа бројка не е за подценување. И јас мислам дека наредната веќе година од тие 260 таа сигурно ќе се дуплира. Сигурен сум во тоа. Многу ми навелат дека на европејците е тешко да им се земат пари, меѓутоа фондацијата Аполонија има поинакво искуство. Вие добивте грант за проект кој предвидува социјализација на децата со посебни потреби. Многу хумана работа имате. Да. Ве молам објаснете нешто повеќе за овој проект. Како се случи и да ги добиете парите и како тече реализацијата? Оваа година фондацијата Аполонија, која што ќе Евгелија, го имплементира проектот Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби, кој што се одвива во 4 општини, во Дојран, Богданци, Валандово и Гевгелија. Имаме грант од 77.000 евра, кои што ги искористуваме за опремување на 3 сензорни соби во основни училишта во Дојран, во Валандово и во Богданци и терапевтска соба во Дневниот центар за деца со посебни потреби Гевгелија. Покрај тоа имаме и едукативен дел, семинари и работилници со стручни експерти и со методи кои што се некои од Македонија, но повеќето се од странство, од Бугарија, од Грција, Црна Гора, значи Србија и Турција. И тие семинари се да им дадат знаење за наставниците и како да се однесуваат со децата со посебни потреби во образовниот процес, инклузијата. Исто така имаме активности во природа. Тешко за нас не беше, прв пат аплициравме и добивме. Мислам дека тоа се должи на да истраеш, значи да бидеш упорен во и многу детален во пополнувањето на проектните апликации кои што невладините организации, ако сакат да ги користат европските фондови, едноставно на тој начин треба да ги градат и своите капацитети, да работат на подобрување на своето знаење и едноставно долг беше процесот, следеше месеци и месеци работа, но крајот кога ги видиш резултатите се исплати. Планирате обнова на проектот дополнително и планираме проектот, значи резултатите од овој проект ќе ни ги дадат насоките во кои што треба да се движиме понатаму, затоа што и овој проект е следеше како резултати на претходно добиени помали грантови од НАТО Черети базар во Брисел и од USAID, што е еден помал фонд кој што го добивме благодарение на Peace Corps волонтери. Стамов, дали општината Дојран доволно ги ја користи предноста што ја дава местоположбата? Тромеѓе, 2 граници со земји членки на Европската Унија, од проектите од прекогранична соработка, општината може да има голема полза. Мислам дека Дојран е еден од лидерите во искористувањето на средствата од ИПА фондовите пред се. Како местоположба што ја имаме општината Дојран има можност да учествува и во меѓугранична соработка и со Бугарија и со Грција. Станува збор за различни проекти, односно различни сегменти кои се финансираат и досега искуството збори дека имаме добиено неколку проекти, дека успешно работиме на тоа поле. Општина Дојран е свесна општина за можноста за финансирање на инфраструктурни и поголеми проекти од ИПА можностите и само би ги издвоил, годинава добивме одобрување за една инвестиција, Face Дојран проект, инвестиција во туризмот, која предвидува
градење на воден парк. Минатата година добивме сума некаде околу 800.000 евра е целокупниот проект. Минатата година добивме проект за целосна реконструкција на пречистителната станица, исто некаде околу 700.000 евра цел проект, кој заедно со Кукош веќе имаме договорена една добра соработка и веќе традиција ние заеднички да аплицираме на овие ИПА фондовите. Дали Дојран фрла се на една карта? Инвестиции во туризмот или имате и друга визија за развој на општината? Туризмот несомнено е една од водечките гранки на локалната економија и можностите или потенцијалот кој го има веројатно е најголем во туризмот, меѓутоа како локална самоуправа мораме да водиме грижа и за целокупниот живот. Исто така се трудиме економски да биде одржлив Дојран со формирање на индустријска зона за соотварање или можност за поддршка на приватниот сектор за отварање на неколку погони фабрики, помали пред се еколошки кои не загадуваат, кои ќе нудат вработување на локалното население, меѓутоа индустријата, туристичката индустрија како посебен сектор има голем потенцијал и може да обезбеди дополнителна заработка и подобрување на квалитетот на живот на локалното население. Атанасов Охрид го има Охридско лето, Струга Струшките вечери на поезијата. Кој е културниот адут на Дојран? Дојранско лето, нормално. Да се надоврзиме нормално на... Кога почнува Дојранското лето и што нуди во својата програма? Па Дојранското лето е веќе започнато, тоа е во соработка со градоначалникот и општина Стар Дојран. Ние сме веќе во преговори, може да кажем почеток е оваа година да се остварат и некои други планови. Значи имаме меѓународен арт фестивал за една недела, имаме ревијални средби на хорови, имаме само од Грција 5 хорови, тоа се 205 гости и од Македонија уште 4. Исто очекуваме од соседните земји, значи се развива и во тој дел. Како што кажа и градоначалникот, има и други проекти, имаше пред некое време и ова кино што имавте за... Да, имаме во текот на летото, ако можеме да се надоврзиме, значи од минатата година и ова понудивме еден нов концепт, посебно на развивање на културниот и забавниот живот во Дојран, кој представува еден посебен предизвик за општината како туристичка дестинација. Имаме обврска и да понудиме квалитетна програма за туристите и гостите кои доаѓаат во Дојран, меѓутоа имаме за цел и со таа квалитетна програма и да привлечеме дополнителни туристи. Оваа година веќе имаме, слободно можам да кажем, доста квалитетна програма, веќе од почеток на јуни почнати се настаните, би ги издвоил Дојран Гурман Фест, веќе традиционално ја отвараме и ги покануваме гостите во Дојран на еден традиционален начин со вкусување на локална традиционална храна од Дојран. Меѓутоа, годинава новитети имаме, за прв пат се организира ликовна колонија која моментално тече. Ки имаме етно фестивал, ки имаме фестивал на повеќе музички звезди од македонската сцена. Ки имаме поголеми концерти кои веќе од минатата година се новост во Дојран. Веќе трета или четврта година поред се случува The Fest, фестивал кој полека го обележува Дојран како дестинација или која привлекува помлади луѓе за квалитетна забава. Веројатно ќе заборавам некој, меѓутоа годинешна културна програма, слободно можем да кажеме, една од најдобрите во последните 10 па и 15 години во Дојран. Почитувани гледачи, ја следите емисијата ЕУ Караван низ Македонија. Нашата денешна дестинација е Дојран. Пред да ја видиме личната карта на ова место, специјалитетот на ова место, ви даваме простор вам, почитувани гледачи, да ни се обратите со став или прашање. А ако има нешто на нашата Facebook страница, ја замолувам режијата да го видиме првото прашање. Кои инфраструктурни проекти во градот имаат приоритет, што ќе гради општината во овој мандат? Прашање, претпоставувам, за градоначалникот Станов. Повелете.
Дојран во изминатите години заустанува на полето инвестиција во инфраструктура и имаме доста потреба во инвестиција токму во инфраструктурата. Зборам за патна, за водоводна, канализациона. Само за една година од минатата година имаме доста сработено на тоа поле. Како што споменав пред малку, едно од главните или горливо прашање е пречистителната станица, која веќе, почнувајќи од наредната недела, ќе почнеме со целокупна нејзина реконструкција и совметнување на најсовремена модерна технологија, која ќе го подобри и квалитетот на канализационата линија во Дојран, меѓутоа и ќе го заштити Дојранското езеро како здрава животна средина. Исто така, водоводот ни е доста подолго време се нема некоја сериозна инвестиција таму. Случајно годинава веќе се работи на поголема инвестиција со која ќе се изедначува или скада систем се изедначува притисокот во вода и она карактеристично немање на вода во шпицот во Стар Дојран кога има зголемен број на гости, очекуваме годинава да го нема. Понатаму се разбира континуирано ќе инвестираме и во патната инфраструктура, бидејќи и тука имаме големо поле за работа и континуирано ќе се инвестира и ќе се подобрува и патната инфраструктура во Дојран. Следуваат и минутите за нашата ценета публика. Повелете, представете се и поставете прашање за некој од нашите денешни гости. Добар ден, имам прашање до градоначалникот. Градоначалник, зошто само летен туризам? Како да ја продолжиме сезоната, да привлечеме гости во пролет, есен, зима? Тоа е една и од нашите главни цели во нашата работа, односно таргетот кој си го поставивме, таа кратка летна сезона што е можно да ја продолжиме. Меѓутоа, кога збориме за сезона, тоа треба да се каже дека шпицот на туристи кои доаѓаат во Дојран е токму во тие 2 месеци, јули и август. Меѓутоа, Дојран и во остатокот од годината функционира одлично и е посетувано како викенд дестинација од македонските туристи. Меѓутоа, со изградбата, да речеме, на водниот парк кој како замисла или како таргет туристи ни се помладите категории, Дојран како место со медитеранска клима и топли зими или топла пролет и есен, мислам дека ќе привлекува доста туристи и надвор од летната сезона. Понатаму планираме инвестиции во воен туризам, така наречен, со уредување на остатоците од Првата светска војна и веќе почнуваат се гледаат резултатите. Имаме туристи кои главно се посетуваат тие локации на пролети и на есен. Останува тука воздушната бања и промовирање на Дојран како таква туристичка дестинација и верувам дека со подобрувањето на инфраструктурата, со инвестирањето на приватниот сектор, отварање на нови хотели, тоа ќе дојде само по себе. Претпоставам сте задоволни од одговорот. Почитувани, ќе ви дозволим и вам да поставите прашања, но претходно предлагам да ја видиме личната карта на градот, во која се вели дека најмалото и најплитко езеро во земјава минатата деценија беше на работ на обстанокот. Со проект на владата во 2002 година езерото е спасено и од тогаш почнува опоравувањето и заживувањето на овој крај. Најголем напредок се случува во последниве години. Денес во езерото живеат неколку десетици видови риба, а во преубавите хотели и новите ресторани крај брегот може да се проба највкусниот крап. Така барем вели мојот колега Миле Ристевски во личната карта на градот што ја подготви. Дојран или Полин, стар и нов, мало градче на југот од Македонија кој број околу 2000 жители. Бројката во текот на целата година е далеку поголема, имајќи предвид дека овде живеат и оние кои имаат викенд куќа го завршиле работниот век. Питом град со медитеранска клима и сонце кое зрачи најмалку 2500 часови во текот на годината. На почетокот од туристичката сезона како да се доцни со уредувањето. Приоритет се плажите кои до крајот на месецов ќе бидат комплетно готови. Се уредува градот, шеталиштето за шпицот на сезоната. Во тек е проектот за инсталација на мерно револуциони шахти за подобрување на притисокот
на водата, значи веќе тој проблем ќе биде минато, нели во погорните зони луѓето има помал притисок. Вршиме интервенции во делот на секундарната канализациона мрежа, асфалтирање и бетонирање на дел од улиците. Дојран е познат по смоквите и киви. Некои го нарекуваат лекувалиште наместо летувалиште. Хроничарот на градот Мирко Узунов вели, потенцијали има, само треба да се вложи. Ако од една страна го потенцира алтернативниот туризам, треба да се обрне внимание и на ловниот, бидејќи предолот изобилува со дивеч. Узунов за градот вели дека му недостасува колектор, поголема хигиена, но и доктор. Со две возила не се чисти Дојран кој има во шпицот на сезоната и за време на викендот 10, 15 па и 20.000 жители. Кога зборуваме за европски шмек на оваа дестинација Дојранска, треба да кажеме дека низ центарот на Дојран минува меѓународен пат со шлепери долги 25 метра со 40 тона товар. Дојран е фронтовата линија во Првата светска војна. За уредување на трасата преку ИПА фондовите добиени се 300.000 евра. Со европски пари е изградени музејот на Првата светска војна. 263.000 евра е европскиот проект за одржување на екосистемот на Дојранското езеро. Проект кој заеднички се спроведува со грчкиот Кукуш. ЕУ го финансира и проектот за целосна социјализација на децата со посебни потреби во неколку општини, вклучувајќи го и Дојран. Дојран може да биде најубаво овде каде ни биде, али секако гледам веќе ќе почне да се ќе биде убаво, ќе се направи како што треба. Ќе има убави плажи, убаво се, мислам дека ќе успееме и тоа. Ќе биде Дојран, ќе биде. Ова мало градче на југот од Македонија има своја дути за развој на алтернативен туризам, кој е во светски рамки хит. Традицијата на лов на риби со помош на птици, мандра, може да биде вистинска атракција за туристите. Со минимални инвестиции и добра приказна, Дојран може да стане атрактивна туристичка дестинација. Дојранското езеро пред неколку децении доживеа природна катастрофа кога несовесно беше испумпана водата од него поради наводнување на ниви. Сега состојбата е нормализирана и водостојот е на нормално ниво. Овдека е обновен и рибниот фонд. Екзистираат најмалку 10 врсти на риби. Мора да дојдете во Дојран и да пробате дојрански крап. Се надевам дека мојата екипа денеска ќе ја почастам со дојрански крап. Ако имам среќа. Никој не ми рече со среќа, затоа го уловив крапот. Не беше голем. Беше доволен за мојата екипа. Продолжуваме со ЕУ караванот низ Македонија во Дојран. Стамов, неодамна е најавено отворање на првата детска градинка во Дојран, но како ќе го развивате туризмот без ниту еден лекар во градот, или како ви успева да го исчистите со две возила? Еве, имаше една забелешка во прилогот на Така е. Миле Ристевски. Да почнеме со градинката. Тоа е еден добар проект кој за прв патем ќе се отвара детска градинка во Дојран и верувам дека од септември веќе ќе побуди интерес кај локалното население за испраќање на децата или за грижа во градинка. Здравствена... Колку деца има во место? Постојани жители? Целата општина е околу 3400, нашето училиште, едно основно училиште имаме на територијата на општина Дојран е некаде скоро околу 200 дечиња, што и трендот на намалување на наталитетот, како и во цела Македонија и Дојран не е одминат, но верувам дека со подобрувањето на животот, квалитетот на животот, дел од луѓето или кои потекнуваат од тука ќе се вратат повторно да живеат во Дојран. Но секако ова наметнува и потреба од лекар, еве? Се разбира, лекарска заштита имаме во останатите населени места, освен во Стар Дојран, како централно туристичко место. Тоа е стар проблем кој впрочем го има и Маврово исто како туристичка дестинација и заеднички е доста разговарано на таа тема од причина што и Маврово и Стар Дојран согласно законите кои се на сила имаат мал број на население и не постои интерес за матични лекари. Меѓутоа од страна на Министерството за здравство веќе неколку пати е објавен оглас за
формирање на пункт за брза помош, но за жал неколкуте огласи беа неуспешни, не успеавме да најдеме лекар кој би бил заинтересиран да работи овде. Се надевам дека во иднина ќе успееме да најдеме да профункционира тој пункт за брза помош, а во текот на летниот период или шпицот на сезоната кога е, преку здравствените домови во Гевгелија, Валандо и Струмица организираат дежурства и во текот на летната сезона имаме пункт за и дежурна брза помош и некако функционираме. Меѓутоа треба да се бара долгорочно решение, бидејќи за да се развива туризам или да се развие квалитетна туристичка дестинација, несомнено дека е прво е најбитно безбедноста, а второ е здравствената заштита. Така. Тасуваат на ваша адреса забелешки за хигиената во местово, со оглед на тоа што ја слушнавме во прилогот дека немате доволно возила за да кој го чистат градот? Да, моментално оперираме со едно возило од 70-тите години, специјално возило за собирање на смети со повеќе трактори. И една од главните забелешки и моја и на сите на посетители во Дојран, па и на локалното население е недостатокот на хигиената или недоволната хигиена кога станува збор за шпицот на сезоната, бидејќи комуналното предпријатие како такво со ограничени ресурси, со некаде 40 вработени, мислам дека е скоро невозможно да постигне да исчисти смет на десетина илјади граѓани. Од една причина и нашата механизација е застарена, меѓутоа и свеста кај граѓаните, би рекол, не е на најсоодветното ниво. Ние како општина преземаме активности за обновување на возниот парк и веќе преку средства на Светската банка, каде што веќе имаме аплицирани и очекуваме во најбрз рок да ни бидат одобрени, да набавиме ново специјално возило за собирање на смет, нова механизација со кој јавното комунално предпријатие поквалитетно и би го собирал сметот, меѓутоа и би ги одржувал и патиштата, улиците и плажата. Атанасов, летната сезона е долга, а во градов има само две со позвучно име културни манифестации. Ако го тргнеме настрана Дојранското културно лето, арт фестивалот во јуни и дојранските ракувања во август, може ли со помош на Европската унија да се збогати културното мени на Дојран? Па може, нормално. Јас само да ви кажам дека еве на нашиот фестивал Дојрана ние Гран При наградата, значи тоа е на Гран При првата награда. Нашиот учесник, тој е пианист, има право, значи се доделува награда учество во Берлин. Значи имаме соработка веќе ние со Европската унија. Да не речам дека сме влезени културно навлезени во Европската унија. Исто имаме наши учесници кои што ги доделуваат жири комисија која што е значи меѓународна. Имаме жири комисија од Русија, од Бугарија, од Србија на самиот фестивал. Тие доделуваат награди на нашите првонаградени учесници и тие настапуваат веќе значи на овие меѓународни фестивали кои што се, како што кажав, во Берлин, имаме исто сега наскоро треба во Шпанија да се одржува. Првонаградените значи одат и на други меѓународни фестивали. Публиката која не следи е активна преку нашиот Facebook профил EU Караванизм Македонија, има повеќе прашања. Да им дадеме можност да ги чуеме одговорите на прашањето на следното Facebook прашање. Зошто грците од пограничниот регион одат повеќе во другите градови на југот од земјава отколку во Дојран? Стамов, така ли е, навистина? Не е така. Зависи. Ако се грците, ако се мисли на казино туризмот кој доаѓаат и во Дојран и во Гевгелија повеќе ода бидејќи има повеќе услови за тоа. Повеќе казина. Ако се мисли на стоматолози, повеќе стоматолози, па има убитола и во Гевгелија? Не сме лоши и во Дојран. Веќе имаме 4 стоматолошки ординации на место со 500 населени жители. Мислам дека просекот ниту еден лекар, но 4 стоматолози. Ова е интересно. Така. Грчките граѓани се секојдневно присутни во Дојран. Доаѓаат на дневна база, односно доаѓаат или до стоматологи, посетат некој стоматолог, да пазарат на зеленчук и други потребни
продукти, често идат да полнат гориво, ручек во Што друго може да им кафана. понуди место? И казина. Веројатно тука некаде се движи интересот и на нашите грчки комши кои доаѓаат во Дојран, меѓутоа од истите причини доаѓаат веројатно и во Гевгелија и во Битола. Имаме некоја појава за туристи грчи кои доаѓаат, го посетуваат во Дојран, меѓутоа се уште за сега функционираат на таа дневна база посети од грчки граѓани. Добро, да одиме со следното Facebook прашање, ако е можно. Дали е предвиден дневен центар за деца со посебни потреби? Не. Европа подразбира категоризација на сместувачките капацитети. Колку звездички имаат хотелите на брегот на Дојранското езеро и ќе се градат ли нови луксузни хотели? Повторно прашање за градоначалникот. Да почнеме прво со хотелите. Во Дојран има некаде функционираат околу 7 хотели. И од различни категории, има од 3, хотел Романтик е со 4 звезди, меѓутоа и во Дојран функционира и хотел со 5 звезди, тоа е казино хотел Хит, кој неодамна ја доби 5-тата звезда. Околу категоризацијата на приватните издавачки капацитети, тоа е еден проект кој го започнавме минатата година преку туристичко-информативниот центар и кој заеднички со приватните издавачи спроведовме една кампања со кој сите издавачи или сите оние кои се занимаваат со угостителство и сместување на туристи се одзваа и се регистрираа. И имаме некаде околу 265 во овој момент регистрирано приватни издавачи. Вкупниот капацитет на Дојран во овој момент брои некаде околу 6000 легла. Имате ли во општината доволно стручни луѓе кои знаат да пополнат апликација за европски проект? До сегашното искуство збори дека добро работиме на тоа поле. Јас сум задоволен од како тоа и од проектите, од квалитетот на проектите со кои аплицираме. Самото тоа што ги одобруваат и ги добиваме проектите назад, мислам дека збори доволно. Добро, одиме со следното прашање од публиката. Повелете, представете се и поставете го прашањето. Добар ден и од мене. Моето прашање е до почитуваниот господин градоначалник. Дали со парите од европските фондови може да биде изграден колектор и обиколница која што е неопходна за градот? Колектор имаме веќе добиено, како што споменав претходно, се мисли на пречистителната станица ако се работи за истото. Веќе имаме и веќе работиме на тој проект, меѓутоа и освен самата пречистителна станица, проектот содржи и реконструкција на онаа примарна канализациона или колекторска линија со обновување на пумпи и појачување на капацитетот кој го има постојниот во нов некаде околу ќе има капацитет за 10.000 жители. И второто прашање беше ќе ми простите за обиколница околу за да се избегнат, предпоставувам, да. метежот во Шпицот. Тоа е стара идеја која постои подолго време помеѓу жителите во Дојран, веројатно и пошироко во Македонија, една стара идеја и стар проект. Меѓутоа станува збор за мощна скапа инвестиција. Во мојата програма, односно во програмата за работа на градоначалникот во наредните 4 години или 3 преостанати, стои дека општината ќе се залага за изработка на физибилити студија за да покаже дали има потреба или нема потреба, а сите знаеме дека има потреба, меѓутоа физибилити студијата би покажала оправданоста на една таква инвестиција. Јас очекувам наредната 2015 година во соработка со Агенцијата за патишта да изработиме една таква физибилити студија која, како што реков, и ќе покаже и оправданоста, меѓутоа и ќе покаже отприлика за колкава инвестиција отприлика станува збор и да видиме понатаму од каде би можеле да изнајдеме фондови за финансирање на таков крупен проект. Веројатно гледачката е задоволна од одговорот на градоначалникот. Уредување на плажите, модернизација на хотелите и на рестораните, изградба на нови рекреативни патеки. Дојран полека, но сигурно добива урбан, модерен лик. Луѓе кои биле последен пат во местово пред 10 години велат дека сега не можат да го препознаат. Најбрзо растечка инвестиција е туризмот. Да ја видиме туристичката понуда на Дојран во прилогот на колешката Сунчица Николовска.
последниве неколку години со враќањето на водата во езерото почнаа да се враќаат и туристите. Локалните власти се надеваат дека со подобрување на условите за престој со изградбата на жичницата на вода, Дојран повторно ќе заживее како во златните денови од неговата младост. Македонскиот Медитеран полека го враќа туристичкиот сјај од пред еколошката катастрофа. Се категоризираат сместовачките објекти, се градат нови вили и хотели. На туристите им се нудат чисти апартмани и соби со бања, телевизор и интернет. Лани лето низ Дојран поминале повеќе од 120.000 гости. Годинава дојранчани очекуваат уште поуспешна сезона. Дојранчани, мештаните овде сакат се повеќе да се категоризираат, затоа што кога се категоризирани имат и поголем интерес за туристи. Луѓето кои доаѓаат, туристите сакаат да знаат каде се сместени, какви се капацитетите, дали апартманот има соодветни услови. Во Дојран најбројни се домашните туристи кои по долги години повторно се враќаат во некогашното познато туристичко летувалиште. Годинава цената за легло се движи до 300 денари, а за апартман во зависност од опременоста цените се од 1000 до 1200 денари. Имав прилика да прошетам секаде и пак се вратив тука во Македонија и во Дојран. Средината на летото тогаш се полни Дојран, но преку цела година има луѓе кои што сакаат да го посетат. Најмалото и најтоплото природно езеро станува примамливо и за странските љубители на уникатни убавини. За летување во Дојран интерес пројавуваат холандјаните и англичаните, а грците се интересираат за шопинг и здравствен туризам. Очекуваме многу гости, имаме многу резервации Срби, кои што се на пропатување, исто од наши гости, македонци. Очекуваме да биде полна туристичка сезона. Дојран тргна напред и мислиме дека ќе биде уште повеќе посетеноста, како на пренокување, така и на подолг престој за странските гости. Новата туристичка сезона Дојран ќе дочека и со нови плажи. Деновиве интензивно се работи на уредување на градската плажа и плажата во местноста Карач. При крај се, со убави содржини, согласно одобрена проектна документација, каде што се планирани убави песочни делови, чадори, лежалки, со цела комплет урбана опрема. Туристите во Дојран доаѓаат по здравје, а август е идеално време за одмор. Тогаш водата е најтопла. Медитеранската клима и алгите што испуштаат јод создаваат чувство како да сте на море. Добар дел од гостите се мачкаат со езерската кал и ги користат нејзините благодети. Оваа кал покрај брегот има црна боја од распаѓањето на алгите и може да предизвика алергија. Лековите е само онаа кал која се црпи од внатрешноста на езерото. Сто 20.000 гости минале лани низ Дојран. Слушнавме интерес пројавили и странци, холандјани. Станов, има ли интерес и за купување на објекти? Доаѓаат ли странци да купат вила, да си купат плац покрај брегот или? Еден од прилогот можевме да слушнеме дека освен туристи, очекуваме и странци кои доаѓаат на подолг простор. Еве еден куриозитет кој се случи неодамна, односно со законот со кој го донесе владата, со кој имаат можност странски државјани кои ќе купат вила, плац или куќе овде, добиваат постојана лична карта за постојан престој. Токму првата таква издадена лична карта се наоѓа за куќе купена од страна на холандски државјани во Дојран. Верувам дека тоа само ќе биде еден подстрек и дополнително и други такви граѓани од Европската унија да купуваат вили и да почнат да живеат овде во Дојран. Почитувани гледачи, влегуваме во финишот на денешната емисија. Овде времето се намурти, но домакините велат дека веројатно нема да заврне. Имаме уште малку време и време за уште едно прашање од публиката. Повелете, представете се и кажете за кој од денешните гости имате прашање. Добар ден, имам прашање за градоначалникот. Дали во Дојран за време на арт фестивалот ќе бидат донесени плюс други танчери и музичари од другите европски земји? Тука и Атанасов и градоначалникот. Можат двајцата да земат збор на ова прашање. Повели Лазар. Оваа година, како што кажав, прв пат се организираше арт фестивал Дојрана. Тој е од стварно многу широк спектар на учесници. Имавме 3 групи
помали од танчери, можам да кажам танчери. Меѓутоа, веќе имам најава за следната година, нас ни доаѓаат професионални групи кои што се во кореографија, пошто имаме во жири комисијата режисер, кореограф, тоа е Надежда Снешко од Москва. Јас сете почнав да ги представувам во жири комисија, исто ни е Елена Кузмина, која што е професор на Институт за современа уметност на джез пеење, и Љубов Романцова, која што е професор по жичани инструменти. Тоа се врвни уметници кои што да ги донесеш во Македонија стварно е широк поим. Елена Кузмина имаше свој семинар по естрадно пеење, а за танчери, како што прашавте сега, Надежда Снешко, која што е кореограф, ни даде збор дека до година, пошто таа го види теренот тука, нормално види какви се условите, тие се презадоволни од самите услови, од самиот пречек овде во Хотел Романтик, значи градоначалникот и сите услови што се во самото место ни обеќаа дека следната година ќе имаме професионални танчери. Почитувани дами и господа, од публиката ви благодарам што ми помогнавте да добиеме што е можно повеќе одговори и информации од денешните гости. Време е за резиме. Каква е вашата визија за Дојран? Каде го гледате Дојран по 10 години од сега? Да почнеме со Снежана Сарамандова. Повелете се одговорот. Се надевам дека Дојран ќе биде европски град, исто како и Македонија европска земја. Градинката ќе биде полна со дечиња, тоа значи дека младите ќе останат овде да живеат и дека исто и училиштата ќе имат добри услови за работа со сите дечиња. Стамов, каква е вашата визија за местото со кое раководите сега? Јас се надевам искрено после 10 години Дојран ќе биде како пред 100 години. Односно, за оние што знаат, Дојран пред Првата светска војна броел некаде околу 13.000 жители, сега околу 500 до 600 во Стар Дојран и е еден од малкуте градови во светот кои се уште ги чувствуваат тие последици од Прва светска војна. Се надевам дека ќе имаме повеќе среќни жители, помалку празни куќи, полна градинка. Тоа е основното за еден добар или добра иднина на градот. Се надевам дека ќе имаме зголемен број на жители, соодветено организирани убав туризам, нови хотели повеќе нови хотели во Дојран и некаде над 500.000 туристи преку сезона. Одлична визија. Атанасо, вие? Јас мислам дека Дојран ќе постане право место на културни настани и ќе може да се носи со стварно врвни европски манифестации од оваа област, значи од културната област. И со изградбите на повеќе хотели, ќе има повеќе туристи, ќе има повеќе културни манифестации и мислам дека ќе биде право монденско место Дојран. Ви благодарам за гостувањето во денешната емисија. ЕУ Караванот го завршува денешниот престој во Дојран, но впечатокот што го понесува одовде навестува почести посети на ова место со здрава европска перспектива. Бугарија е блиску, Грција е уште поблиску, но се помала и километражата на стандарди што Дојран треба да ги помине за да стане од балкански, вистински, европски туристички бисер. Довидување идниот четврток од Берово.